Во сиот изминат период, оваа и минатата година, основна цел на ВМРО-ДПМН беше да се дојде до избори. И со тоа да се надмине кризата во Република Македонија. Минатата година СДСМ создаде криза. Таа криза ја одлагаше и продолжуваше колку што можеа. Направивме многу чекори со цел да ги доведеме во ситуација да не можат повеќе да ги одложуваат изборите, да нема каде да бегаат, да мора да се соочат со народот и да му овозможат на народот да излезе на гласање и да си го кажи својот збор. А ја точно знам дека народот на изборите ќе го казни ова действување и ова работење и сето она што и го направи СДСМ на Македонија во изминатите година и половина. Така што, од тој аспект можам да кажам дека денеска сум задоволен што конечно на некој начин успеавме Социјалдемократскиот сојуз да го доведеме во ситуација веќе да не може да ги избегнува изборите, да не може да вади нови изговори и алиби, затоа што се што имаа да кажат, на се се одговори, на се се даде одговор и за се се постигна некаква согласност, односно и се одговори на нивните барања. Така што од тој аспект добро е што денеска тие на крајот ја потпишаа изјавата за јавноста, со која што потврдува дека ќе излезат на 11 декември на избори, конечно. Иако секогаш после сето оно што ни го направија во изминатите месеци и двете одлагања што се случија, секогаш секој нивни потпис и збор го ставам со резерва затоа што никогаш човек не може да знае што во меѓувреме ќе направат. Но како и да е, се чини дека сите можни изговори кои што можеа да ги стават на маса веќе се адресирани на некој начин и денеска нема каде. Денеска за се добија одговор, се им беше удоволено и мора да ја потпишат изјавата и да излезат на избори каде што народот ќе го има главниот збор. Ние сакаме да дојдеме до ситуација каде што народот ќе го има главниот збор. Ниту Зоран Заев, ниту Никола Груевски, ниту еден или друг или трет. Туку сите граѓани на Република Македонија. Тие гледаа, слушаа, ценеа, видоа се што се случуваше во овие 2 години, видоа кој за што и како работи, гледаат кој се бори за државата, кој работи, да се создадат дела, да се создават работи, да се отворат работни места, да се донесат инвестиции, кој пак работи да се направи деструкција, кој работи во правец на правење и продолжување на кризи. На 11 декември ќе излезат, ќе си го кажат своето мислење. Каква политичка опција сака да ја води Македонија во иднина? Политичка опција што прави кризи, политичка опција која што прави деструкција или политичка опција која што отвара нови работни места, која што го развива здравството, образованието, сите други сектори, која што дава перспектива на луѓето и на државата. Дали имате прашање? Едно прашање само. Тие предупредија да не се дрзнете, специјалното јавно обвинителство, Уставниот суд да го укине, во спротивно ќе преземат правдата во свој рак. Знаете што? Од денес, па во наредните 100 дена, ќе ги слушате СДСМ секој ден како се чукаат во гради, како се силат, како кажуваат дека сега ќе победат, нас нешто не предупредуваат, ни се закануваат, најавуваат што ќе било, како ќе било и така натаму. Што е редовна риторика на СДСМ пред изборите. Пред секои избори нешто се закануваат, нешто предупредуваат, нешто даваат на знание, кажуваат колку и како ќе победат и така натаму. Тоа сте го гледале на сите избори до сега и тоа ќе го гледате и во наредните 100 дена. И ќе ни се закануваат, и ќе не заплашуваат, и ќе не предупредуваат, и ќе кажуваат дека цел народ ќе гласа за нив, ќе ослободат Македонија, или заробена е Македонија, по ќе ослободат, се и се што ќе се изнаслушаме во наредните 100 дена. Но народот е свесен, народот е доволно зрел да оцени кој политички тим, која политичка опција, кое политичко водство е позрело, поспособно, покапацитетно и според неговото минато и резултати да ја води државата понатаму. Ви благодарам.